Изборот на владата да го предложи судијата Ненад Савевски за државен обвинител предизвика позитивни реакции кај дел од правната фила. Го нарекуваат непартиски човек кој досега неколку пати се спротивил на политички влијанија, барејќи да се спроведува законот. Адвокатот Јанаки Митровски од својот колега судијата Савевски очекува многу. Тој вели дека државниот обвинител има тешка задача пред се да се избори за финансиска независност, но и да одолее на политичките притисоци. Поминува кандидат кој што бил за мене уникатен пример на судија кој што имал храброст и да крене глас против политиката и да се спротивстави на политиката и единствен кој што се одлучил, например, изборот кога не го избраа за директор на академија да го оспори на суд, формално речено да оди против желбите на можеби владачката партија, така да во тој дел сум задоволен, имам високи очекувања, се работи за човек со кој што сме соработувале повеќето адвокати и е високо професионален, многу коректен. Предлогот на владата ќе биде доставен до собранието каде Савевски ќе треба да го помине последниот филтер. За неговиот избор потребно е мнозинство од најмалку 62 пратеници. Името на Ненад Савевски претходно се појавуваше во јавноста. Во 2024 тој ја тужеше Академијата за суди и јавни обвинители, откако за само еден глас загуби во трката за директор од сегашната директорка Ирина Трајковска-Стрезорска. Тужбата ја поднесе поради, како што тврдеше, нетранспарентен избор од страна на управниот одбор. Савевски реагираше на изборот на вршител на должност председател на кривичниот суд кога беше избрана Даниела Димовска, иако беше 11-та на ранг листата. Одете си од таму веќе, доста е од вас, брука сте, срам сте за судиите кои гласале за вас, напиша тогаш Савевски. Неговата кариера во правосудството се развивала постепено. Започнал како судски приправник во Основниот суд во Гостивар, потоа работел како стручен соработник, а од 2009 до 2016 бил јавен обвинител. Од септември 2016 е судија во Кривичниот суд во Скопје, каде работи на предмети од кривичната област, вклучително и организиран криминал и корупција. Во изминатите години бил и предавач на Академијата за суди и јавни обвинители. Во трката за државен јавен обвинител имаше 5 кандидати. Советот на јавни обвинители на 17 февруари даде позитивно мислење за четворица, веде државната обвинителка Анита Тополова Исајловска, обвинителката Ленче Ристовска, судијата Ненад Савевски и обвинителката Лидија Рајчевиќ. За Владимир Панчевски пак советот едногласно оцени дека не ги исполнува законските услови за работен стаж.